Започна реконструкцијата на спортската сала при основното училиште Димитар Влахов во Штип, која ќе се врши во неколку фази. Во 1984 година, кога била изградена оваа училишна сала, досега истата не била реконструирана, како што истакна градоначалникот Јорданов, преку ресорното Министерство за образование и преку средства од Светска банка се издвоени 10 милиони денари за целосна реконструкција нова училишна спортска сала. Реконструкција на училишната спортска сала при основното училиште Димитар Влахов од 1984 година, откако е изградена оваа спортска училишна сала, досега не била реконструирана, согласно потребите и барањата преку ресорното Министерство за образование со средства од Светска банка се издвоени 10 милиони денари за оваа намена, за целосна реконструкција на кровот, на подот, на електриката, сите реквизити, елементи внатре, реконструкција на помошни простории, сооблекувални, со што конечно после долги години потреба се надминува уште еден проблем и потреба и на учениците, но и на спортските колективи, спортските работници кои ја користат оваа училишна спортска сала. Градоначалникот Јорданов потенцираше дека ова е проект за реконструкција во низата на претходно реализирани проекти, а при тоа истина дека интензивно се гради со засилена динамика и спортската сала Джексон. Задоволство ми е што полека но сигурно училиште по училиште, спортска сала и спортски содржини се реконструираат. Ова е уште еден проект за реконструкција во низата на претходно реализирани проекти. Морам да потенцирам дека во меѓувреме се реконструираше и спортската сала во основното училиште Тошо Арсов, во Караорман спортската сала се изгради спортски монтажен објект и сала во населбата Три Чешми, реконструирана е училишната спортска сала на Колен Ехтенин. Во моментов се гради интензивно со засилена динамика спортската сала Джексон, кој ќе биде спортски храм во нашиот град со капацитетност од 1100 посетители и верувам дека до средината на оваа 2026 година практично ќе биде завршена и оваа спортска сала, што го потврдува само по себе приоритетот на општина Штип за реконструкција и подобрување на спортската инфраструктура која ја имаме на наша територија. Така и ќе продолжиме, затоа што преку спортот создаваме здрава младина, го трасираме патот на нашите ученици, на нашите млади. Директорката на училиштето Невенка Величкова го образложи планот и процесот по кој ќе се врши реконструкцијата на самата сала. Овој инвестициски проект е финансиран од Светска банка и е во насока на унапредување на инфраструктурата и на спортските активности. Практично реконструкцијата е предвидено да се изведува во неколку фази. Во првата фаза се опфатени 4 аспекти. Првиот аспект е реконструкција на подната површина. Тоа значи дека ќе биде заменета старата подлога со поставување на современа ПВЦ подлога која ги задоволува европските стандарди. Понатаму, вториот аспект е замена на кровната конструкција, која ќе овозможи поголема енергетска ефикасност и заштита од влага. Третиот аспект е хидроизолација, односно поставување на одводни и доводни цевки и секако замена на санитарната галантерија, и во четвртиот дел од првата фаза ќе следи реконструкција на електроинсталацијата со поставување на енергетски ефикасни, односно поставување на штедливи лед светилки. Во втората фаза, како што истакнува Величкова, ќе биде поставена вентилацијска и громобранска мрежа, а во последната фаза ќе следи опремување на салата со спортски реквизити. Со реконструкцијата на самата сала значително ќе се подобрат условите за настава по физичко воспитување, но истата ќе биде користена и за реализација на училишни општински надпревари.